Најновиот извештај на Европската комисија за здравство им донесе лоши новини на земјите од Балканот. Во него меѓу другото стои дека пандемијата го скратила просечниот животен век за околу 1,5 година, што е најголем пат во Европа, каде овој просек е 7 месеци. Ова бугарите ги става на последно место на листата на живот со 73,6, а веднаш до нив романците со просечни 74,2 години живот. Во оваа статистика, македонскиот животен век во просек е 75,2 години. Анализата на Европската комисија за здравство е темелна и таа ги изнесува причините поради кои на Балканот се живее помалку отколку во Европа, а најкратката верзија е следната. Структурата на здравствените системи, Фонд за здравствена заштита, пожител, заобиколување на превентивни прегледи, култура на здравје и миграција на медицинскиот кадар во европските земји. За споредба, Романија, Бугарија и други балкански земји имаат од 660 па до 1000 евра помалку пари по жител за здравје од жителите на европските земји, каде тој максимум изнесува 5500 евра. Ова се клучните причини за разлика во животот, иако тенденцијата во последните 20 години е позитивна, бидејќи просечниот живот на Балканот е зголемен помеѓу 2 и 4 години. Овој тренд ја менува сликата на животот, но разликата се уште е евидентна, бидејќи европските процеси од кај нас се уште се далеку, бидејќи статистиката за живот кажува се. Италија, Шпанија и Шведска 82,4 години, Кипар и Франција 82,3, Финска 82,2 и така натаму. Од земјите на некогашна Југославија најдолговечни се словенците со 80,6 и хрватите со 77,8 години живот.